Денес практично започна и судскиот процес за трагедијата во Кочани, во која што обвинети се 38 лица, мислам, има 15 обвинители, само обвинителството има 282 сведоци, сигурно ќе има сведоци, вештачења, значи ќе стигнеме до сигурно 350-400 сведоци, вештаци, безвезна, тензична, тажна, тешка атмосфера во судницата. При воведните зборови на последниот обвинител, тоа што го слушнав беше катастрофа. Само се потврдува за жал тезата дека ништо од ова нема да има, ништо од одговорноста, ништо од неселективната правда. Потврдија денес дека има селективна правда. Направија и судијата еден суштински пропуст у постапката, што отвори можност на апелација тоа да падне заради суштински повреди на постапка. Не знам како мислат да тераат, али како тргнале, не само по однос на овој судски процес, туку по секоја можна основа крахираме и правиме глупости. Не знам кај ќе ни биде крајот. Разговарав со еден адвокат пред емисија, почитуван адвокат од повозрастната генерација. Точно имаше една дефиниција, рече овој систем веќе не може да трпи, се урушува сам себе. И ова се ефектите што ги гледаме и се согласувам со тоа дека овој систем колабира, имплодира. Имплодира заради тоа што луѓето кои што треба да го спроведуваат тој систем, да го контролираат, да го надградуваат, го уништија, го разграбаа, го злоупотребија до тој степен да овој систем веќе нема никакви основи да постои и почнува да колабира сам врз себе.